Покрај председателот на владата на Република Македонија Зоран Заев на Виенскиот економски форум Диалог за иднината учество зеде и вице-премиерот за економски прашања доктор Кочо Андјушев, кој се обрати на панел дискусијата "Живееме во дигитално време, визии и реакции на инвеститорите". Вице-премиерот истакна дека истражувањата покажуваат дека дигитализацијата на компаниите е корисен процес и дека оние компании кои спровеле дигитална трансформација прикажуваат раст од 26%. Во овој момент, според Андјушев, дигиталното работење на компаниите од Република Македонија и од Западен Балкан изнесува во просек 10% од вкупното работење на компаниите, но позитивно е тоа што 63,3% од фирмите сметаат дека дигитализацијата представува можност за унапредување на нивниот начин на работа и токму тука се гледа потенцијалот од натамошна дигитализација на стопанството. Слушнавме повеќе интересни аспекти на оваа интересна тема. Мислам дека и нашето учество беше соодветно запазено, така да ги кажавме сите перспективни и можности кои што Македонија како земја ги има во оваа област. Мислам дека имаме со што да се пофалиме. Ние како земја имаме одлична инфраструктура во овој дел, а и како влада нормално ќе работиме во иднина во оваа област. Што се однесува до привлекувањето на младите стопанственици во делот на дигиталните индустрии, владата во своите програми и во мерките кои што ги предложи и кои што сега се нели на анализа и кои што ќе бидат владина политика до крајот на ноември, има значителен број на мерки кои што ги поттикнуваат младите инвеститори да инвестираат во оваа област, во областа на дигиталните индустрии и тоа да развиваат мали и средни предпријатија, како и предпријатија кои што ќе бидат атрактирани од меѓународниот пазар да дојдат како странски инвеститори во Република Македонија. Во своето обраќање пред голем број на представници од бизнис заедницата во Република Австрија, вице-премиерот Андјушев потенцираше дека собствениците на компаниите мора да бидат свесни дека ако сакаат да бидат конкурентни на меѓународните пазари, нивните компании мора да бидат во чекор со процесот на дигитализација. Тоа не е само начин на живеење или тренд, дигитализацијата е предуслов да бидете дел од економските односи, во спротивно сте надвор од играта. На бизнисот му требаат реални податоци во реално време, а тоа е само дел од она што дигитализацијата го овозможува. Владата на Република Македонија, истакна Андјушев, силно го поддржува овој процес, особено кај малите и средните предпријатија. Со комплетирање на процесот на дигитализација во компаниите се намалуваат трошоците, компаниите стануваат ефикасни и ефективни, а сето тоа резултира со зголемување на нивната конкурентност, потенцираше вице-премиерот Андјушев.